Агенцијата за млади и спорт, презентирајќи факти, застанува зад законот за млади. Беше спроведена опширна анализа и истражување за младинските трендови во државата. Спроведена беше и компаративна анализа на легислативата на Европската Унија и Советот на Европа, а се анализираше и домашното законодавство. Од агенцијата потврдуваа дека се спроведува и повеќе регионални и национални дискусии за иницирање на потреба од донесување на закон за млади. Целта на самиот закон во никој случај не е ограничување на младите, туку напротив, неговата цел е создавање на јасна и недвосмислена насока за унапредување на сите млади луѓе. Досега, содржината на законот ја поддржаа повеќе од 55 невладини и младински организации. Законот несомнено ќе им даде поголеми можности на сите млади во нашата држава. Ќе создаде насоки за подобро и помасовно младинско организирање, делување и преземање на конкретни мерки од страна на младите преку младинските организации, националните младински совети, локалните младински совети и државниот младински совет. Законот ќе им даде можности на младите за прв пат директно да бидат вклучени во процесите на донесување на одлуки, предлагање и превземање на мерки и решавање на проблеми кои ги засегаат сите млади, како на локално, така и на национално ниво. Со донесувањето на законот за млади значително ќе се подигнува нивото на действување и превземање на конкретни мерки на младите во насока на создавање на можност да учествуваат во подигнување и креирање на локални младински стратегии. Битно е да се напомене дека самиот предлог закон е многу сличен во своите одредби со законот за младински совети на Хрватска, како и со законот на Словенија и со голем број на други закони на земјите од нашето опкружување од Европската Унија. Исто така законот е усогласен со документите, принципите и насоките на Советот на Европа и на Европската Унија. И покрај тоа што овие принципи не се задолжителни и тенденциозно се неточно толкувани од страна на опозицијата и одредени организации, со цел да се создаде лажна перцепција на неусогласеност на предлог законот за млади со насоките на Советот на Европа и Европската Унија. Во изработка на предлог законот за млади учествуваа 28 невладини младински организации кои долги години работат на оваа тема, како и голем број на државни институции.